Почитувани љубители на уметноста, културата и литературата, добре дојдовте во емисијата Астроном. Имам посебна чест и задоволство денес да разговарам со еден човек кој што зад себе има богата кариера. Тој е познат македонски трубач, диригент, раководител на танцовиот оркестар во македонската или ревиски оркестар во македонската радио и телевизија, долгогодишен главен човек на евровизискиот тим и уште многу други функции, но зад себе има и многу креативни нешта. Јас не сакам да откривам се, а најубаво ќе беше да го најавам како горд татко на еден врвен пианист Бобан Мирковски, како еден знаменит вујко на Дино и Мери и на Ади и Мери, брат на она Мери од дуото Дамир и Мери, меѓутоа позната флейтистка Будимка и Мери. Јас се надевам дека нема мојот соговорник да ми забележи на ваквата најава, но за сите оние што знаат за какво музичко семејство станува збор, добро беше и да посветиме внимание и да ги разјасниме нештата, а да не одиме и пошироко како се развива тоа семејство и од каде се влече корени. Јас ќе му посакам добре дојде на Љупчо Мирковски. Добре дојдовте во Астрарум. Добро ве најдов, поздрав на сите ваши гледачи и обожаватели на емисијата. Знам дека имате многу обожаватели, а вашата најава ми е посебно драга, затоа што јас се гордеам со тоа што имам нешто позади мене. Внуците, синот, синовите и така натаму, така да тоа е тоа музичко семејство кое има многу музика во себе. Јас сите мои соговорници на почеток се обидувам да ги прашам она што јас никогаш не сум успеала да прашам, бидејќи ја следам вашата кариера, ги следам состојбите на македонската сцена, но ајде за оние што прв пат ве гледаат, верувам и се радувам кога слушам дека некои луѓе што никогаш немале допир со уметност почнале да се интересираат за неа токму низ овој вид на емисии. Од каде љубовта и кој го препозна талентот за музика кај вас во вашето семејство, кај вас и кај вашата сестра? Вашиот матичен инструмент е труба, но го оставивте за сметка на тоа да раководите со еден таков оркестар што многу значеше во минатото. Значи, мојата определба не беше труба, првенствено сакав да свирам флейта, меѓутоа директорот тогашен Илија Николовски Луи рече ти нема да свириш флейта, ќе свириш труба, затоа што он предаваше труба. Од почеток се бунев, меѓутоа покасно ја засакав трубата. И во текот на школувањето, средно училиште, потоа се запишав на Музичката академија во Скопје и желба ми беше стално да свирам во биг бенд, затоа што тоа ми е, како да кажам, животната определба, уште од мал, кога ги слушаш. Желбата ми се оствари за моја среќа и свирев прва труба во биг бендот на Македонската радио телевизија. А подоцна се случи тоа како нели си надоаѓаат годините. Има помлади луѓе што треба да свират, дојдоа помлади многу талентирани луѓе. Нашиот диригент тогашен Кире Костов отиде во пензија, неговото место се испразни и јас дојдов на местото диригент на биг бендот и на ревискиот оркестар на Македонската радио телевизија. Тоа го работам со огромно задоволство, затоа што ми е пред се задоволство да работам со луѓе, со талентирани музичари колку што ги има нашата земја. Верувајте ми дека има многу и многу ми е жал што биг бендот не постои како формација сега во Македонската радио телевизија. Тоа не сега, тоа е веќе 15-17 години наназад, со одредени обиди да се ревитализира тоа некако, но да не почнам да кукам на почеток. Тоа ми е задоволство и тоа јас имам уште една година до пензија. И мојата животна желба е да можам да направам некако да ги возобновам оркестрите, сите оркестри што постоја во музичката продукција на Македонската радио телевизија, да дојдат младите луѓе кои учеа низ целиот свет,
кој студира во Грац, во Бостон, во Бугарија, меднародни инструменти, фолклор, во Румунија и така натаму, и да си ги прибереме тука нашите деца, затоа што музиката е еден од најголемите амбасадори на земјата, на државата, а верувајте ми дека има во Македонија има премногу талентирани луѓе и греот е да седат дома и да чекаат да ги повика некој да свират негде за некој хонорар, а треба да си бидат во матичната куќа на музиката во Македонија. Тоа е музичката продукција на Македонската радиотелевизија. Ветувам дека ќе зборуваме уште на неколку пати за овој оркестар и за оркестрите и за проблемите, но и за убавите нешта, но сега да не ја пропуштам можноста да ве вратам наназад, бидејќи вие студиравте класична музика како и сите во тоа време. Ме интересира да не вратите во атмосферата, како се развиваше љубовта кон џезот, кон другите жанрови, практично како дојде да повеќе да имате можност да ја применувате трубата во друг контекст отколку во класична музика. Дали на времето професорите инсистираат да се држите до класичната музика, ви беше ли забранувано, дали бевте стимулирани, кои луѓе беа клучни и како другари, како колеги и како професори за да се профилирате вака? Па можам да ви кажам дека во тоа време и не беше баш дозволено да се свири нешто друго освен класичната музика. За жал веќе покојниот Драган Вучич беше избркан од средно музичко училиште заради тоа што го фатија како свири на бас гитара негде надвор, нели, на некоја веселба. И го избрка. Тука има уште многу, Валентино Бенедети, да не ги набројувам сите, кои има големи последици од тоа што се бавеа со друга музика, освен со класична. Сега не е така, а љубовта кон овој вид на музика мене ми уште од многу мал. Јас имам братечет кој е сега во Хрватска, тој живееше во Сараево, свиреше флейта и свиреше саксофон, свиреше во познати сараевски групи. Тој беше постар од мене и ми беше некако како идол, да речам, во тоа. Инаку во моето семејство има и класичари, има и оперски пејачи, има и пејачи на народни песни и на популарни песни, така да целата таа мешавина во семејството ме усмери во овој вид на музика, што не значи дека не ја сакам народната или класичната музика, напротив. И се обидувам да ги искористам нашиот фолклор во моето творештво и да ги искористам сите оние придонеси кои ги имаме ние исконски во нашата држава, така да целото тоа се уште го гајам. Не сум оддаден строго на популарната музика, да речем, или на џезот. Јас од секогаш викав, јас свирев труба, меѓутоа не бев џезер. Едноставно, секој си има свој некаков канал каде е најдобар. Јас не сакам да се мешам во тоа што не го знам баш најдобро. Но бев член на биг бендот кој свиреше таква музика, нели, џез, но со примеси на нашиот фолклор. Тоа беше и најголемата придобивка на нашиот биг бенд во однос на оние другите од бившите југословенски простори, кога се собиравме, нели, на таа глазбена парада во Раденци, каде се собираа сите оркестри од цела Југославија. И таму добивавме многу награди, затоа што нашиот фолклор вметнат во џезот е едно богатство кое е неисцрпливо. Имаме знаменити творци, извинете, на аранжмани, да споменеме Ѓаконовски Шпато, Илија Пејовски, многу луѓе кои што си го ставија својот печат токму во тој вид на творештво. Живоин Глишич, Кире Костов, Александар Џамбазов, Ѓаконовски, Илија Пејовски особено. Дури Илија Пејовски и
беше на специализација нели во Беркли и цело тоа знаење што го имаше и што го доби во она време во Беркли и го употреби тука заедно со нашиот фолклор, соединувајќи го современиот џез со македонскиот фолклор, и тоа се слуша и ќе се слуша уште многу векови. Но конкуренцијата не само во творештвото ја имавте, беше голема и по однос на трубата. Јас колку што се сеќавам, ниту сум премногу млада, ниту многу возрастна, но нашите генерации имаа среќа да настапуваат со овој оркестар на Златно Славејче, макар каде што исто така имаше видни творци, најпознатите писатели пишува текстови и нам ни свиреше и танцовиот ревискиот оркестар. Зад нас и дел од Македонската филхармонија. Ке се сетав на Божидар Ноев, на Кире Костов го споменавте, после Душко Димитровски, вие. Како беше меѓу вас колегите? Сречко, мислам дека беше Јанков. Сречко Јанков, да. Да, и ке ми Сречко Јанков, Ристе Колев, Зоран Јовановиќ Лима, Петар Каргов, сите тие беа членови на Биг Бендот и заедно со гудачи од операти или од филхармонијата го правеа тој ревиски оркестар кој го придружуваше и Златно Славејче меѓу другото. Ние придружувавме и Скопски фестивал особено и Макфест 3 години. Но сега да почнеме оттаму. Што им се случи на ансамблите? Сите претрпеа криза, сите поранешни југословенски републики ги има овие ансамбли, да го споменеме камерниот оркестар на Македонската радио и телевизија, хорот, мешаниот хор, Биг Бендот, народниот оркестар и оној на традиционални инструменти, чалгијата, што се не. Велат луѓе дека треба некој да е луд, да ги укине по однос на тоа дека подобро е да си имаат оркестрите, каква продукција даваат, отколку да се изнајмуваат за потребите на телевизијата. Подсетете не накратко што се случи и зошто кога веќе се случи никако да се врати работата на старите колосеци. Мислам дека 2012 година беше присудна за оркестрите и воопшто за музичката продукција, затоа што во музичката продукција не работат само оркестранти, музичари, туку има и музички продуценти, музички тон мајстори. 2012 година, кога беше една директорка на чело на куќата, јас мислам дека, вака си предпоставувам, дека добила задача да го намали бројот на вработени во Македонската радио телевизија и веројатно дека не се било најлесно да го направи тоа преку оркестрите, мислејќи дека музиката и не е толку важна за таа куќа, затоа што таа куќа од секогаш се сметала за информативна куќа, а не за нешто што треба да се вика музика и што ја пополнува програмата, што ја пополнуваше сега, не со баш многу упатен, ја пополнуваше со отприлика 70% музиката во програмата на МРТ. Кој како се одеше во пензија од оркестрите или некој почина од нашите колеги, на нивно место не се вработуваше никој друг нов музичар, туку така почна оркестрите да се намалуваат по бројка. Во овој момент ние сме таму четворица. За многу кратко време ќе остане само еден. Во целата музичка продукција која треба да има 60 до 70 вработени. Јас се трудев низ сите овие години да направам нешто, меѓутоа видов дека се борам со ветерници. Дека остана веројатно последниот мохиканец кој се обидува да ги врати оркестрите на сцена, да ги врати оркестрите кај што им е место во студијата на Македонската радио телевизија, кои се феноменални сега веќе само по габарит, по градба, затоа што и опремата застаре, се расипа, не се обновуваше.
Зошто, како, не знам, веројатно знаат најдобро тие што се упатени, кои раководат со финансиите и со планирањето на МРТВ. Меѓутоа, факт е дека сите студија се празни, нема опрема, нема музичари, нема кој да снима. Ќе нема архива и ќе нема музичка историја. Не знам дали луѓето сваќаат колку е дека овој проблем е повеќекратен и дека штетата е многу поголема и ги надминува самите ансамбли и она што се снимаше оттаму и што денес ни служи како главен емпириски корпус да цениме што се создавало од почетокот, не знам, таму веќе имаше снимки, јас знам за народните од 50-тите, 60-тите години, денешните генерации мислат дека е тоа нашиот изворен фолклор, се што се сними во студијата што го правеше Живко Фирфов, ова што го слушаме Васка Илиева, Сариевски, Манчевски, сето тоа е заслуга токму на продукцијата на македонското радио. Не знам дали знаат за какви димензии. Точно во право сте, значи целата музичка архива што се однесува и до аудио, и мислам дека и за видео, но и пишаниот материјал, се чува во не баш некои услови што би требало да се чува. Јас знам за нототеката на музичката продукција, каде се наоѓаат многу вредни дела, пишани од самите автори, од Шпато, од Гајдов, од Фирфов, од сите тие, од Благојат Десковски, да не ги набројувам сите, тие се тамо и им прети да ги снема. Јас барав и барам се уште начин да ги спастрам сите тие на едно место и да ги направам во електронска форма, но тоа е обемна работа која треба да ја направи некој што ги работи тие програми, да ги стави сите тие нотни материјали во електронска форма да бидат и да можат да се сочуваат, а овие другите да се чуваат на соодветно место. Се си има одредена влага, одредена температура и така натаму за може да се сочуваат. Ке ги изгубиме тие дела, тоа е исто како да ја снема архивата на сигурно треба минимум што треба да се стори е да се направат дигитални копии, а секако и да се чуваат. И тоа има музејска вредност и носачите на звук. Аранжерите ги пишуваа, аранжманите ги пишувавме со молив. Освен Илија Пеовски кој пишува директно со пенкало, тоа е неговата способност, ние не ја научивме така, останатите. И моливот бледне е на хартијата која е ставена, која е стара многу години. И со бледењето на тие ноти ќе изгубиме цела една архива која не може да се надокнати. Тука нема враќање. Еве да ве прашам што како да ми споменете некој аранжман, некоја композиција што го споменавте Илија Пеовски, знам дека тој е наградуван автор и во Раденци, затоа и се сетив на него. Оркестарот има свирено негови композиции, зашто ќе ви биде најмногу жал да избледе, еве символично да кажеме, моливот и да избледе од македонската историја? Знаете, ќе ми биде жал исто како што например, во Салцбург се чуваат нотно писмо со кое се служел Моцарт. Па за нас Драган Јаконовски Шпато е Моцарт. Јас имав оваква прилика во Ереван да бидам во Ерменија во куќата на Хачатурјан, на Арам Хачатурјан, каде што се чуваат негови писанија, да речем, негови ноти, негови документи, целото тоа. Кај нас нема ни музеј кој би се бавил со таква некоја работа, така да ќе ми биде криво за се она што како школа ни го оставиле тие постарите наши колеги на чело со Драган Јаконовски Шпато, кој сите не учеше, на сите ни беше учител. Имав чест да бидам во неговиот оркестар, тој додека го водеше оркестарот, и да научам многу работи од него и од Джико Глишич, Кире Костов и од Илија Пеовски.
Јас сум помлад од нив, не може би многу, но покасно почнав да се бавам со аранжирање и со компонирање од нив и многу научив од нив. Нивните дела исто се долу негде во архива која треба да се премести во некакви подобри услови, каде што би останала долго, за да може и наредните генерации да учат, затоа што тоа се во наводници учебници кои треба вечно да се учат. Тоа е Библија. Да не бидам недоветна па да прашам што му се случи на Скопскиот фестивал, му се случи тоа што нема оркестри и цело ова што го говориме во емисијата, но што им се случи и на другите фестивали? Зошто сме сведоци на плейбек изданија, зошто ја нема живата музика, зошто ги нема вистинските творци, оние што знаат да пишуваат за оркестар, зошто она така наречена забавна музика, ревиска, дојде до тоа дередже денес практично да се поистовети со нешто што секој може да го создава со притискање на едно копче, да се доведува во прашање што има поголема уметничка вредност, дали еден обичен диџеј сет без навредување, нели и таму има доза на авторство. Да. Зошто ни е таква работата? Знаете, за фестивал треба ревиски оркестар. Ревискиот оркестар е голем апарат, се состои од 50 до 55 луѓе, музичари. Тој треба да биде платен. Тие музичари треба да бидат платени. Ако се вработени во редовен работен однос во Македонската радиотелевизија, а Македонската радиотелевизија го организира Скопскиот фестивал, тоа што ќе им биде задача да го направи. А вака кога нема музичари вработени, треба да се плати. Тоа е многу скапо. Да речем, фестивалот е скапа играчка, под наводници. Воопшто не е играчка да се напише аранжман за ревиски оркестар. Не многу луѓе го знаат тоа, за жал кај нас, затоа што не се гаеше едноставно тоа. Запре негде. Па последниот беше, мислам, 2015 година Скопски фестивал и 2016 Макфест. Исто свиревме ние со нашиот ревиски оркестар на Макфест. И таму нема пари, нема музика. Јас од друга страна сакам да споменам секогаш тоа го кажувам, не знам колку сум во право, но тоа е моје мислење. Зборувам за Хрватска и за нивната популарна музика, забавна музика. Нивната популарна музика е како што е во Америка кантри музиката, кај нас е народна музика, и кај нив народната музика, тој својот мелос, си го претворија во забавна музика и тоа си го слуша, и тоа е одлично нешто што го направи. Ние, за жал, се појави една генерација која се обиде да ги имитира западните бендови од Америка и од Англија и да ја модернизира македонската музика. За жал, во исто време се погоди да ја снема македонската музика, да ги снема фестивалите, така да овие станаат доминантни. И нашиот народ почна да слуша музика и да прифаќа од другите подречја што нас не обкружуваат. Турбо фолкот е едно зло на 20-тиот век, кој почна во 20-тиот век и еве го уште трае. И за жал и многу наши пејачи го прифатија тоа и тука нема ништо уметничко, по моје мислење. Не знам дали ќе се Не сакам никого да навредам, меѓутоа нема ништо уметничко во тоа, нити во текстот, нити во музиката, нити во аранжманите. Се мешаат баби и жаби, забавни аранжмани на народни песни, со јодлање и со така натаму. И ние не задржавме наше нешто, а имавме. На поранешните скопски фестивали, еве ги уште живеат сите песни. Како дојдете во некој кафич кога пред пандемијата, не? Сите ја бараат 22305 да ја слушаат. Значи, а таа песна е стара 50 години.
Што значи дека никогаш нема да умрат. Чија си, на Славе Димитров, кај год да одиш ја бараат сите да ја свириш. Така да не успеавме, немавме луѓе кои можеа да се борат или да ја остават музиката да си стои на своји нозе, нашата автохтона музика, која можевме да ја негуваме уште долго време. Хрватската музика, поп музика се состои условно од 3 акорди и од 5 тона, меѓутоа сите ја сакаме, сите ја слушаме, убава ни е, нели, лесна за памтење, убава за пеење, лесно за сегде, секој може да седне дома на гитара, на клавир, нешто да отсвири, да си отпе. Па народот бара да му биде убаво, да музиката треба да го расположи, не да го натера да тагува по нешто. Не знам, со тие текстови српски не можам ни не сакам ни да ги слушам. Веројатно го делите моето мислење дека борбата е од внатре, сами треба да се избориме што ќе слушаме, сами треба да наметнеме што ќе се слуша, а не решението со забрани што ќе доаѓа кај нас. Ако имаме добра понуда, јас не знам зошто некој би слушал музика што е далеку неквалитетна и таа не би имала такво влијание на младината. Но кажете ми што да гледаат во медиумите луѓето кога веќе она што се очекува од јавниот сервис не е така како што беше порано, да делува и едукативно, да делува и да ги прави подобри луѓе и да ги профилира, да можат да разликуваат што е квалитетно, а што не е квалитетно. Значи, самото име на секторот во музичка продукција, во македонската радиотелевизија, музичка продукција, тоа значи музичко производство. Како што се произведуваат детски драми, филмови и така натаму, така треба да се произведува и музика, затоа и постои музичката продукција, за да произведува домашна музика, да биде едукативна, да може да ги спастри децата, да дојдат во детски радиохор да пеат таму, да дојдат сите да снимаат во студијата на македонската радиотелевизија, а не да се пикаат по подруми или по ходници било каде по куќи и да се нарече дека е тоа снимено во студиото таму и таму. Каде да снима Симон Трпчевски? Каде да снима Бобо Мирковски син? Каде да снима Дино Имери? Кај да снимаат тие луѓе кога нема прво клавир? Нема клавир, нема услови да се сниме. Секој студио не може да си купи клавир од 150.000 евра. Ние и тие инструменти што ги имаме и тие за жал пропаѓаат затоа што треба да се одржуваат, треба некој да се посвети на целото тоа. Јас секаде и го кажувам тоа, сегашното актуелно раководство во македонската радиотелевизија имаше обид 2012 да ги возобнови оркестрите. Самиот директор излезе и рече, после Скопскиот фестивал на финалето, рече од понеделник почнуваат сите оркестри да работат. И се случи тоа. Почнаа оркестрите сите да работат, мене назначи за директор на музичката продукција, јас колку толку успеав да ги координирам сите тие работи и ние имавме успеси. Свиревме по концерти, свиревме по фестивали, Валандово, Цветници, Макфест, Скопски фестивал, све тоа се свиреше и се врати назад, меѓутоа многу кратко траеше, затоа што нема вработени музичари. Ти можеш да ги контролираш вработените само тие што се вработени и тие што ги плаќа куќата, нели? А другите што се хонорарци може да сакаат да дојдат да свират, може не сакаат. Може им одговара хонорарот, може и не им одговара. Така да тука негде се изгубивме по лавиринтите на целото тоа што се вика музичка продукција, тоа толку лесно се може да се возобнови. Другарија ми викаат, Илија Пеовски, ти можеш оркестар да собереш за една недела. Можам, да, има многу млади деца што свират и што знаат како треба тоа да изгледа, но за да почнат оркестрите да работат сериозно, да почнат да снимаат и да настапуваат, треба да помине барем 6 месеци до една година за да се уиграат. Замислете репрезентација фудбалска,
да ги викнеме сите најдобри фудбалери да ги собереме на едно место, тие ќе изгубат 20-0 од второлигаш, затоа што им треба време да се консолидираат, да се погледнат со очи и да знаат кој што да свири, кај да свири и што да прави. Значи, не е толку едноставно за да продолжи целото тоа, меѓутоа за да се направи е едноставно. Јас верувам дека нема ниту гледачите да ни забележат што голем дел од минутажата посветивме на една работа, на еден сегмент од вашиот живот кој што мислам дека ги обединува сите ваши и желби и заложби и што ви значи многу во животот, а и што можете да сведочите на добри времења, на тешки времења и сега како што велите една година пред пензија, со сите сили прочитав дека се огласивте и во медиумите, да се обидете, барем зад себе да оставите да отворите врата на младите генерации. И јас верувам дека можете веднаш да ги соберете ансамблите, зашто имаме млади луѓе обединети околу еден нов бренд ЗДЖМ, тие се завршени надвор, таму има музичари што не се вработени, сигурно би сакале веднаш да свират и да се најдат во онаа музика во која што од секогаш ја сакале и ја студирале конечно во Грац, во Виена, во каде веќе не споменавте. Знаете, целото тоа си има постапка, нели? Ние ќе свикаме, дај Боже да дојде до тоа да треба да ги свикаме луѓето. Ќе направиме на комисија која ќе свика една аудиција, ќе си дојдат луѓето на аудиција, кој е способен да свири тука, кој сака, секогаш ќе добре дојде. Да се јави на аудиција и да биде примен во редовен работен однос. Тоа е болката на нашите деца, немаат редовен работен однос, затоа си одат негде во странство. Многу луѓе си отидат кај нас, свират по бродови, свират по кабарења, натаму. Гревата е музиката. Македонија како држава има многу талентиран народ. И треба да си ги собереме децата на купче и да правиме убава музика и да оставиме за другите, за поколенијата, нели, нешто што ќе се сеќаваат на нас, ако ништо друго. И на самиот крај од емисијата, вие не би биле тоа што сте, верувам да не сте имале и од дома поддршката од семејството, но штом две деца влегле во музиката, сигурно сте ја имале уште од најраните денови поддршката од дома, а веруваме и дека од сегашното семејство, а и вашите деца, ако ништо друго, барем едниот син е во музиката. Кажете ми како е да се биде во музиката, да се биде разбран, наспроти тоа некој да не ги разбира вашите проблеми, и така музиката е потценета, и така на музичарите животот за многумина им е само песна, секој заборава колку часови вежбање треба за да се постигне некој успех. За моја среќа, мојата сопруга Нина, со која сум веќе 42 години заедно, има потполно разбирање за мене и за мојата работа и за мојата заложба. Не секогаш се сложува нормално со моите постапки, но од друга страна нас музичарите и уметниците воопшто не сметаат така малце за као од друга планета да сме дојдени. Меѓутоа знаат дека живееме во облаци и дека со некои работи не можеме да се помириме. Јас затоа упатив едно отворено писмо до премиерот Заев, затоа што на негова иницијатива, на седница на влада, беше донесена одлука со подпис на Рашковски, генералниот секретар во тоа време, за 2018 зборам, за да се формира, за да се реоформира музичката продукција на МРТ со сите своји сегменти што ги има. Ние направивме работна група, работевме 6 месеца и донесовме еден заклучок. Кога го донесовме заклучокот на последната седница со елаборати, со се што треба, и тамо негде застана работа. Зошто застана и како, јас не знам, и затоа сега мене уште ме копка тоа, јас сум вечен оптимист и се уште мислам дека ќе смогне сили владата да ни овозможи да ги вработиме младите деца, затоа што тоа е и определба на оваа влада, да ги задржиме младите сили да седат тука, да не одат на страна. Музиката е голем репрезент на
државата и мислам дека до сега барем достојно сме ја представувале сегде. Мене ми останува само да ви посакам добро здравје, тоа е најчесто упатуваниот поздрав во овие денови. Не ве прашав како се справувате со карантинот, но сите сме во надеж дека ќе дојдат нормални услови, ќе се вратат и дека ќе можат музичарите да се вратат на сцена. Чинам дека се едни од најпогодената фела што не можат да музицираат, бидејќи таква е природата на работата. Како се снаоѓаме, како се пазиме? Ете, минатата година, да речеме, да имавме концерт на Охридско лето, на моје дело се изведуваше и мојот син Бобан свиреше Рапсодија во плаво, го придружувавме него и после тоа една моја симфонија која ми е прва и не знам дали понатаму ќе правам нешто, народот ја оцени како интересна. Во време на пандемија, со маски, со сите протоколи, нели, и тука ја изведовме во Скопје. Меѓутоа, знаете како, нешто што сте направили, јас сум направил нешто големо и сакам да има доста публика да го види тоа. Не можеше да има, некои убави работи не се случуваат за музичарите, не се случуваат со малце луѓе, со 50 луѓе кои што можат да влезат во салата. Тоа е трагично, но ете, за сите е исто, како што да кажам. Не споменавме ниту еден ваш забавен хит, просто немаше можност, но и јас верувам дека тоа ќе го дополниме со биографијата, со најавата на оваа емисија. Мене ми останува како секој добар домаќин, односно Литература МК на соговорниците во Астроном им подарува по некој од своите изданија. Јас го имам во рацете Милан Кундера, неговата на времето сме ја читале како шала, за среќа има прекрасен превод на македонски јазик, тоа е шега, но можете да одите во книжарниците Литература МК и да си одберете нешто, зашто таму има и биографија на Бернштајн, има и монографии од танец и за македонскиот фолклор, пак ќе најдете, верувам дека нешто ќе ве заинтригира. Моје сега да ви се заблагодарам за разговорот. Да, благодарам и на Литература МК, особено вас што ме поканивте во вашата емисија. Поздрав и секој добро.